Почнаа градежните активности за уредување на паркинг простор и изградба на парк на улицата Мирче Аце во Штип. Места што со години беа преполни со отпати, заборавени од сите, деновиве добиваат сосема нов лик. Посебен акцент се става на потребата за паркинг, кој е резултат на бројните пријави и барања од граѓаните во овој дел од градот. Градоначалникот Иван Јорданов рече дека новиот паркинг простор на улицата ќе овозможи повеќе од 30 на паркинг места. Овде се работи на две позиции. Уредување на паркинг веднаш до спортскиот терен во близина на средното општинско училиште Јане Сандански и она кое што веќе неколку денови се работи е нов парк, нова зелена површина со нови садници, урбана опрема, целосно осветлен дел кој што верувам ќе биде прекрасно катче, прекрасно место и зона за релаксација на овдешните жители. Активностите кои што се превземаат се на позиции, на места кои што претходно во минатото и денес се биле запоставени, неуредени, места, локации полни со ѓубре и смет, кои што ќе се трансформираат во локации кои што ќе бидат многу поурбани. Потребата за нов паркинг простор веднаш до спортскиот терен е констатирана од честите пријави на овдешните жители дека тротоарските површини се узурпирани од возила заради потребата за паркирање. Нешто повеќе од 1 милион денари се одвоени за овој паркинг простор на некаде околу 1000 метри квадратни површина. Она што исто така видливо и моментално се работи е изградбата на зелениот парк, кој се гради со средства преку граничната соработка која што е воспоставена со Република Бугарија. Како што рече градоначалникот Јорданов, овој парк е еден од предвидените 3 во градот. Она кое што е видливо и на кое што се работи, зелениот парк е преку граничната соработка која што ја воспоставивме со Бугарија, европски средства кои што се инвестираат во општина Штип на 3 локации во градот. Едната локација од овие 3 е локацијата до средното општинско училиште Јане Сандански. Очекувам во наредните месеци овде оваа зелена површина да биде истретирана, да бидат поставени содржините, урбаната опрема, садниците да бидат засадени и со тоа оваа населба да добие содржина и жителите да имаат место за релаксација кое што ќе го користат. Инаку со ваквата инвестиција не само што граѓаните ќе добијат подобри услови за паркирање на своите автомобили од една страна, од друга страна ќе имаат можност да уживаат во новиот парк во кој се предвидени модерни услови.